секоја професија треба да се има дарба. Дарбата е дарена од Бога. Така и мојата професија, новинарството. Кога се запишав на интердисциплинарните студии по новинарство на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје пред 30 и кусур години, не ни намислував дека ќе бидам новинар, познават кажано како што тоа умееше да го каже мојот уредник Иван Андреевски Мачето, селски новинар, каде што ми велеше дека не се срамам да ги собујам чевлите и да ги облечам селските опинци и да талкам и да шетам по македонските села. Се гордеам што ете 30 години патувам низ Македонија. Се гордеам што ете речиси влегов во во дел од 2000 села во Република Македонија. Поточно кажано 1617 села. Се гордеам што ете 30 години патувам пак ќе речам низ Македонија, каде што мештаните до овие села ми раскажа многу приказни, а дел од тие приказни ги преточи во документарниот серијал Заборавени, а и дел преку моите два романи Маријова жива историја и Славна Дебарце неизгаснати огништа, а дел чека да бидат објавени. Меѓутоа, сето ова до сега, почитувани мои, што вие можете да го гледате преку окото на камерата, а не можам да не ги споменам и моите соработници, пред се од камерманите, од организаторите, од уредникот на документарната програма на Македонската радио и телевизија Иван Андреевски, а подоцна и Мишо Нетков, преку директорот на тогашната македонска телевизија Љубе Цветановски, а преку исто така собственикот на А1 телевизија и преку мојот дугогодишен соработник, сега веќе во пензија, Лука Суша, снимателот Зоран Блажевски, а пред се мојот дугогодишен соработник, професорот Драгослав Миновски и мојот соработник Димче Ковиловски, кој што речиси 10 години неуморно ја крстариме Македонија, влегувајќи од секое село, во секој двор, во секоја селска куќа, каде што правејќи ги разговорите, тие разговори преку окото на камерата се обидов, ми се чини дека успеа да ги доловам приказните и вие да ги имате, и вие да ги чуете и гледате. А сето ова го правам и се уште ќе го правам, заедно со мојот тим на Маријова филм, со една цел. Сите овие документарни записи ги оставам на генерациите наши македонци, кои што ќе доаѓаат по нас, за да оставиме траги на ова парче земја, кое што памти веќе се нарекува Македонија, и народот кој што со векови живее овде на ово место македонски. Овие приказни да не останат покриени од правда на заборавот. Почитувани мои, предлагам во продолжение на оваа репортажа да ја видите ретроспективата од 30 годишниот јубилеј на постоењето на документарниот серијал Заборавени, посветени на нашите села. Погледајте и уживајте. Ова утро јас и мојот снимател Лука решивме да го посетиме регионот во Прилепско. Дојдовме по стариот пат кој што водеше од Градско према Прилеп и по старата траса на пругата од Градско према Прилеп. Овдека дојдовме во селото Голем Радобил, каде што некогаш беше големо село и во ова село имаше многу народ. Ете, наминавме да помобетиме со престанете жители во ова село да видиме живеачката. Добар ден, домајчике. Здраво, живо. На туту нижење, а? Да. Здраво, јас сум Зоран. Здраво, јас сум Зоран. Може мате да седнам и ја малку? Може. Така. Слушај. Ај, дај ми ова човек, јас малце да се фарам за работа, може? Јас за работа, еве, провели. Слушај, која рака е ова? Ова е 6-та рака. 6-та? Да. Колку те да се имаш набрано? Еве 6-7, не знам како расте така врла. Така. Колку имаш овај декар е насадено? 1 декар. 1 декар, а? Да. Колку низи изгладе? Колку низи? Кој е бројал? Може 200 низи
списто. Така, чи има нешто ова колку кило пилике вака? Кај знам колку, не знам како ќе биде тешок. Ќе видиме кога ќе го тргаме. Абе јас ова го бидам или ова вака дома, ова дете. Како ќе го направиш така ќе го земат? Така. Слушај, од која сорта ова? Басмак или? Ама кај знам што беше иска. Пешешка, прва. Ти знам прва петка, не знам како ќе го кажам. Моите како ќе го тргам. Освен со бутунче, што друго работиш? Ништо. По башчите. Пипер, кумпир, ляда дома и тоа е. Графче, најде графче. Ми најдоле го Прилика колку вака? Прилика 5 на кило. Добро, компирче. И компирче. И тригрејки колку да фамилија. Така. Од стока чуваш нешто? Еднакво билата поисиче. Одлично. Така. Значи за трсале, да донесеш така. Да. Така. Слушај, вака е. Да се договори. На моето нема крај, така? Да. Јас доодам низ селово да видим луѓе како живеат. Вака едно. Ти вака едно туту да набериш појче. Отидам следниот пат. Ќе му седниме заеднички да нанишеме. Ќе може така? Ако остане до тога ќе го бериме ние. Ќе ќе остане мајката. Ајде уште неш вака едно. Ајде били поздравена. Ајде, со Не си отудено. Ајде поздрави пријатно. Ајде така. Новинарството е јавна дејност која има голема јавна одговорност за вистинито и објективно информирање на граѓаните, односно на јавноста. Оваа дејност спаѓа во најистакнатите, најпровокативните, но исклучително тешки и одговорни професии во современото општество, која е подложна на перманентна етичка оценка и навреднување. Јавната одговорност на новинарската професија произлегува од фактот што грешките на новинарството не можат да се сокријат, бидејќи тие се видливи. Ефикасното функционирање е поврзано со слободата на новинарот како услов за вистинито информирање. Новинарството во целина представува дух во движење, авантура на идејата. Тоа е огромен корпус создадени дела, напишани, изговорени, снимени фотографии и понудени пред огромна публика. Добар ден. Кај дојдовме овдека на волна чепкање, така се вика? Да. Така. Туку чекај први вака. Дрожио. Здраво, живо. Јас сум Зоран Дајден. Ти како се викаш? Ја веселка да. Веселка? Веселка, што работиш вака во шила, волна, е? Волна. Така, чекај вака да се фатам јас за работа. А, ти се чешљај. Да видиме, малце. Овие, кога е ова стрижена? Летоске. Летоске, е? Да. Тешка е работа вака да се чепка? Ласно, нема ништо. Так, слушај вака едно. Ај вака да се договориме, ќе може? Ти Гори да ви накова. волнава да и чепнеш, па да ја однесеш на влачење, испреди ја, направи чорапи и ќе дојдам да си купам. Ќе може? Може. Ај така, ај сега. Ако може, Али ќе да. може? Ај сега, ајде били со поздравена, бркај си работа, значи договарам така. Да. Ајде поздрав се на Југо, ајде поздрав. Така. Ете, заминуваме од селото Милино, го ставаме ова село, ги оставаме мештаните, едни да чепкаа волни, други да ги пасат овците, трети да го запалат тракторот да ја орат нивите, а другите ќе седат во продавницата да се лафат муабет кој кога сработил како домајчине, се наветување. Кога ќе дојме следниот пат, селото Милино ќе биде многу убаво село од што е денеска. Ајде, поздрави пријатно. Јас уште пред 20 години на телевизија А1, па и на македонската телевизија претходно, ги забележав репортажите и емисиите на еден новинар кој тогаш за мене беше се уште непознат. Подоцна дознав дека се работи за новинарот Зоран Костевски, за кого што добив информација од мои колеги на моето работно место, дека се работи за човек кој што е од Пријепскиот крај. Меѓутоа првично не беа луѓето сигурни од кое место и ми рекоа човекот е од Ропотово. За да подоцна дојдам до вистинската и точна информација, дека е од селото Рилево, односно во близина на моето родно место на селото Долгаец.
Јас се уште не можев тогаш да дојдам во контакт со новинарот Зоран Костевски, а сакам да направам една репортажа за моето родно место Долгоец, бидејќи некаде околу 1998-99 година во селото се поставуваше водовод, се поставија телефонски линии, фиксна телефонија и сакам тоа на некој начин да се овековечи, да се сними за да види јавноста во, да речам, Прилеп и подалеку, дека нешто се случува, макар да може ли рекол, ќе кажам дека тоа беше со може би задоцнување некое, но се уште имаше живост на селото и мислев дека тоа ќе помогне за да обстане селото, значи да се задржи во живот, па и некои од луѓето кои што го напуштиле тој крај да се доселат, односно таа емисија да даде придонес на некој начин во известување на сите луѓе кои што ќе гледаат таа емисија, да се дознае дека, ете реков, нешто се прави, дека одиме во чекор со времето. Меѓутоа, не познавајќи го тогаш новинарот Зоран Костевски, јас го поканив во селото Долгоец да дојде новинарот Иван Котевски од тогашната телевизија Прилеп и направивме една репортажа убава која што беше гледана на таа локална и регионална телевизија. Меѓутоа, никако не ме напушташе желбата, а тоа го кажував и гласно пред многу мои пријатели, дека јас, кога тогаш мора да го најдам тој човек, уште повеќе што бил од нашиот, да речем, роден крај, и да го замолам да направиме една репортажа или повеќе, не една репортажа за моето родно место Долгоец, па и за другите населени места, другите села кои што се во Долганската општина. И знаете како работите кога ќе сакаат да си дојдат на свое место, поминаа можеби, да речам, таму колку, негде околу 10 години поминаа, и при едно мое случајно поминување, да речам, низ Прилепскиот пазар, го сретнав новинарот Зоран Костевски, тој мене нормално не познаваше, меѓутоа неговиот лик е познат за јавноста, јас го препознав и го довикнав, кој што беше љубезен и културен, застана, му се представив кој сум, му кажав од каде сум, отворив еден убав, пријатен разговор и му кажав дека ги гледам тие негови нови емисии кои што тогаш му беа снимени за населените места, за руралните средини, и ми остана во сеќавање емисијата што имаше направено за селото Зразе и за селото Рилево, барем тие тогаш за почеток јас успев да ги гледам, на телевизија 24 тогашна, и толку впечаток ми оставија и видов дека луѓе од нашиот крај му правеа друштво, со нивни превоз, се движеше човекот. И тоа да ви кажам како да ми отвори една огромна голема инспирација да бидам јас дел од тие луѓе кои што ќе го прифатат него како новинар и дека јас ќе помогнам во движењето низ тие населени места, низ тие села, и за да направиме некои репортажи кои ќе можат да ги видат и луѓето од нашиот крај, меѓутоа и гледачите и во Македонија и ширум светот. И не помина долго време, после таа наша средба, ние се договоривме и почнавме, да ви кажам, со соработка. Тоа беше некаде пред, не знам, може да има 8 години негде. Почнавме да соработуваме. Ми представуваше и се уште ми представува големо задоволство, со голема љубов, со голем ентузијазам одам и се дружиме. Меѓутоа, уште поголема инспирација, за да и јас помагам во овие емисии, ми даде неговата огромна енергија, неговата неизмена љубов кон професијата, со каков апетит, со каква невидена и чудесна енергија, би рекол, работеше и се уште работи новинарот. И тоа, да ви кажам, некогаш ме тера да ги оставам, ако треба да ги одложам некои мои обврски и да му правам друштво и да помогнам во создавањето, во отворењето на тие документарни емисии и репортажи, кои што според моите и тогашни, кога прво почнаме да ги снимаме и денешни сознанија, се многу гледани и широко се прифатени од јавноста, односно од публиката која што ги гледа. Па и од сите возрасти, би рекол, значи тука не делам на млади, стари, средни и така натаму, значи од целокупната публика, од целокупната јавност, емисиите се гледани со задоволство. Одека се наоѓам пред селскиот бунар, пијан бунар во селото Костенци, каде што од памтивека па до ден денешен не само мештаните до село, туку сите добронамерници кои што доаѓаат овдека према станицата Слепче, да се ја одат душа, да се напије вода, да се го измијат лицето, но едно ќе кажам овдека селото Костенци е раскрсница, каде што тука се слеваат повеќе патишта, како што е патот од селото Сливие, кој што се оди за Рилево, тука е овој патот за Зрже, овдека тука во непосредна близина до мостот е патот за селото
Догрец, каде што рековме пред ќе одиме. Но ќе кажам дека овдека ова село порано било општина во 1926 година за времето на Краљевна Југославија. Но овој бујна роден како што мештаните пијат вода со векови е стар, со векови, со милениуми, никој не знае кога е ископан и до ден денешен нема секнато, иако е плитка водата, ама е ладна, студена и убава. Ќе се обидам малку да ова ќе да залеам, по старински, по средски. Еве, ова се вика синџир, ова е копа. Ова глуси го прво беше камен, сега од бетон и вака пија вода. Ќе го поднаведнеа малце кофичето, тро да лизга низ душата, тро по грлото, за да не се извлка. Е, вака се прави. И знаеш зашто шмрка? Па да нема некој комарче, некој мува, ќе го орадра. Меѓутоа, вика старите, кај што има црв во јаболкото, во сливата, кај што има гуштениче во водата, јаболкото е здраво, ама и водата е чиста. Кај што има кислород, кај што има вода, животот тече, пајте се напија. Остави малку за мене. Со задоволство, драги. И, Димче, поведете пијење. Да оставим него? Да, снимам. Охо. Ај, биро полека, кроцка. Ладна, ледена, од пелите доведена. Јас сум бе ми како? Ува било. Се исплача да дојде човек во Така ми. И? Се пија. Вкусна, чиста, бунарска вода. Значи вода за уживање која се фаќа за душата, што би се рекло. Зоране, и од мене имаш еден поклон. Еве и тоа шеше ти го давам, тоа сосе кенгур. И од кенгурска кожа е тоа, да имаш сеќавање секогаш за мене. Драго и мило ќе ми биде што ќе го имам овој, така да речам, овој шешир од фамилијата Ковиловски, кој што долго време се знаеме, се мени пријатели сме и едно ќе кажам голема благодарност. Еве, почитувани мои, можеби малку ќе изгледам како Индијана Џонс, ама сепак сум јас македонец, сепак сум селанец, сепак сум од селото Рилево. Ја и Зоран се запознавме пред доста години. Имавме некоја слична идеја за работа и таа работа ја поклопивме јас со своите фотографии со снимање, а Зоки со свој текст и со свој нараторски влез во селата, он како што знае, ми се бенди се и почнавме тоа да го работиме. Еве го работиме веќе долги години. Имаме зад себе доста материјал и сега овој материјал го пуштаме на етер да се гледа. Ја и Зоран имаме една богата архива, во доколку неколку илјади касети, неколку десети илјади, стотиници илјади фотографии, снимени од манастири, од стара архитектура, од природа, од некои места што се не само заборавени, него више ги нема. Зоран има и обработено неколку, мислим, преку 1000 и кусур села и за тоа има и текст. Сега тој текст го работиме у аудио верзија, да ги понудиме на радио станици, на такви медиуми, да може и на тој начин да се запознаат со приказни на селово, со историјат на селово. По овие медиуми документаристика многу не се негува. У момент кога ќе му понудиш на некој, тоа ич не му интересно. Меѓутоа, кога ќе поминат 10-15 години, ми доаѓат, ми се јават, абе, слуша, да немаш ти некои слики од нешто, се сеќам, ти беше негде, некаде, викам, да, имам. Многу ни фалат, ни требат. И затоа
по овие медиуми документаристика многу не се негува. Или ако се негува многу слабо. И на крај планираме, тоа ни е веќе во некоја фаза, првите 100 села со фотографии да издадеме една книга, монографија за тие македонски села. Па сега ќе видиме. За секој туѓинеш кој прв пат доаѓа во овој дел на Маријово, ова навистина неповторливо доживување. Никаде жива душа. Нечепната природа, вистинска дивина, само ветрот го слушаш како дува. И конечно по повеќе од 4 часа возење дојдовме во селото Ивени. Првите впечатоци што човек може да ги има, од гледката што ја видовме, многу не можеше на прв поглед да се прави разлика од разрешените куќи, плевни, од спилите карпите на селото. Во селото имаше само 3 до 4 куќи, во кои живеат 80 годишната Крстина Велковска, незиниот син Стојче и селаните Марко, Митра и Тиро. Со овие четворица селани си разрздавме моабет за некогашното убаво Маријовско село Ивени. 80 годишната баба Крстина со солзи во очите ни велеше: чедо моје, да дојдеше пред 50 на години, имаше што да се види овде. Ти си првото дете што доаѓаш во селово. Општинарите идеја порано, па сега ти. Седи до мене на случајово да ти кажам јарно и лошо и убаво. Ами понапред се работаше, се копаше, се чинеше по работата луѓето. Садеа ченки, садеа нивија, жнија, вршеа чини, по работа се тиштеа. Ами сега не ја одат се на работа се. Се на работа не работаа се и тука. Како се работа не ние тога. Не работаа се така. Што раѓаш овде кај се ова селово? Што се сееше дош на време? Се, нивија се сееше, ченки се сееше. Ченки ти садеа пред 2 или 3 недели за да стигнат да се скопаја порано. Се садеше, сето го садеме. Градина садеме, ченка садеме, нивието, се, овес, јачмен, се, ќе береме до Богоројца нам. Никој ќе вршат до Богоројца мало нам. Го напуштавме селото Ивени по патот по кој што и дојдовме. Со едно довидување да се видиме пак со поздравот што ни го упати 80 годишната баба Крстина, со здравје чеда мој, Господ да ве чува. Дојдете пак, може би јас нема да бидам тука, ама и куќата моја секој ќе биде отворена за секого. Тоа е постара и од мене да се видиме зубаво и за добро. Не заборавајте го селото Ивени, поздравете ги сите они што ќе прашаат за Ивени, за Маријово. Дојдете пак, ќе ве чекаме. Во годиниве на соработка, во кој што јас еве сум дел од тимот на продукцијата Маријово филм, сме посетили многу места. Значи, јас не знам точно сега колку села, колку населени места сме посетили, меѓутоа сме биле во многу места, како што реков, и во Прилепскиот крај, и во Велешкиот крај, и во Кавадаречкиот, и во Битолскиот, и во Ресенскиот, и во Охридскиот крај. Значи, сме посетили многу места, и во планинските предели, и во подпланинските села, меѓутоа и во рамницата. И нема да бидам нескромен ако кажам дека секаде каде што сме отишле, секаде сме наидувале на убав прием и на внимание од страна на луѓето и сме направиле документарни емисии и репортажи. Се гордеам што јас сум дел од тие репортажи и од емисии со своји искажувања и мислам дека квалитетот е на највисок степен, кое што ни е како признание оддадено од многу луѓе кои што ги гледале тие емисиите и редовно прашуваат дали ќе има некогаш повторување и реприза на таа емисија да ја гледаме повторно. И да ви кажам, се разбира дека не може да се повторуваат набрзо тие емисии, меѓутоа ги напоменуваме на луѓето дека ете може да отворат и на интернет, да напишат, мислам, на Google продукција Маријово филм, така да во YouTube на Маријово филм ги има тие емисии и може да дојдете во секое слободно време да ги гледаат и да уживаат во нивната убавина. Јас сакам да потенцирам дека ние не ги делиме луѓето по ниедна основа, ниту по старосна граница, ниту по верска, ниту по политичка припадност, односно нашите емисии немаат политика. И ние сме разговарале со сите луѓе со должна почит и внимание према секој наш соговорник. Се слушам на многу емисии, многу села и на многу подалеку. Так. Иначе кај моја тргна? Кај моја тргна, па ми симаме со комшилук, па кај на муабет, кај ваму, кај таму. Так. Што години имаш вака? Ми вака 71 година. Стапчето те крепи? Не, уште јас го носам ради куќина. Так. Што поработуваш вака во години си? И во години сум тропензичка земам и
2-3 кравчи на врта, до лани тротутунче со старата маткавме. Ти од кај си родом? Од овде си родом? Не, Од каде? од Мариово. И што те наведе овде кога дојдеш од Марио? Судбината. Судбината, а? Да. Умрела бајка на пораѓај, со мене друго немала, по мене јас сум бил најмали. Се родил мајка му умрела. Немало каде што е и А од кое село? Од Вепрчај. Така, од која галабија си од таде? Од која фамилија? Од Јаничовите, ако си слушал. Немам чуено, имам појдено во селото. Крењовци, ако си слушал, Вујче ми беа тие медарите едно време што беа. Може би сум прав мовец со нив на овој, сум ги снимал изгледа така. Така. Сега се во градско појчке преселени. Таму сега? Така, така. Те слуша бабичката, те слуша? Бе, слушат, ама дослуша и та. Така, така. Тро постара од мене. Така. Јас во нашите емисии често пати милувам да кажам дека ние можеби како земја, како држава сме мала територија, меѓутоа сме многу богати ние со многу културно-историски знаменитости и со многу природни убавини, со недопрена природа. Значи, вие не може да се одлучите, често пати ми е поставувано и мене прашањето од страна на Зоран Костевски, кој дел би го одвоил од Македонија како најубав. Јас никогаш тоа не можам да се одлучам, затоа што не знаете кој место е од кој е поубаво. Јас сакам и во оваа прилика да го спомнам Порече, областа Порече, еден од најживописните, еден од најубавите краеви во Македонија. И да ви кажам, искрено ме радува што и тој крај веќе во голем дел е покриени со асфалтирани патишта и што голем дел од населените места кои што се наоѓаат и на големи планински висини се уште живеат, макар да има и села кои што се напуштени. Меѓутоа ние еве се обидуваме со овие наши документарни емисии, со овие репортажи да им ја доловиме сликата на овој крај и на овие села. И често пати милуваме да кажеме и бараме, да речам, од соговорниците кои што се таму се уште во селата, да упатат апел до сите оние кои што ги напуштиле своите родни краишта да се вратат во своите родни места, да ги отворат своите куќи, да ги обноват и да не ги заборават корените на своите предци. Со кого живееш дома вака? Онај, Така? син, Така? онадан е внук. Като е другиот. Благоја. Бабичката ти е жива? Бабичката, јела Мари. Амор, јела бабу. Викам не. Се вон. Таму е бабичка. Снима, пријател. Ајде ме заедно да си победи мисионет. Ајде, ајде појдим. Ајде појдим. Добар ден. Добар ден, здраво си. Што живо? Арна си ми? Ајде ја. Слушај, ова да ми кажеш, од каде си родом? Од Обршани. Од Обршани? И овде живееш во? Овдека 50 години живеам. Така, како е вака живеачка во селово? Арно е. Работи помалку. Што поработуваш ти? Јас поќе на седење. Така. Челата кај ти се наоѓа овој што ја имаш? Тука живееме, ти е посебно, ние посебно. Така, те слушате ово? Ме слуша понекош се караме. Па ќе се смириме. Така си е тоа, така си е тоа. И кајва тоа е. Секаде така е, секаде така е. Мажу жена ќе скара, па ќе се смире. Тај ќе скара, па ќе смире. Ова да ми кажеш, надека ќе одите? Одиме кај Огаштани и Прилеп. И Прилеп, а? Имате превоз редовен? Имаме. Имаме крушевски комбина. Од Воѓани, од Бучин, од Бршани и да по нашиот жадера. Томе денеска овдека е Зоран Крстевски, се извинам Костовски, Зоран, се извинам, ние се знаеме 30-40 години, ама презимињава се мешаат. Зоран Костовски, кога иначе го викавме Шваца, не знам дали уште тоа. Те уште се познават по тоа. Така е, да дивото. Че Зоран патува и снима документарци за македонските села. И тоа заборавени македонски села. Така е, серијалот ти се вика Заборавени. Колку документарци се досега снимени и уопшто што е описот на целиот тој голем зафат? Значи вака, за овие 28 години имам направено некаде преку 400 документарни патеписни емисии, од кои што во последниве 5 години некаде околу 230 патеписни репортажи, а не броејќи ги небројните прилози кои што ги кратки репортажи кои што ги дава во македонска телевизија, во Ајден телевизија, кои што и ги пишува и во весниците Време, во Агробизнисот, во весникот овај Бизнис. И така да еден сублимат, значи рекол некаде околу 700 заборавени села од ширум Македонија. Зоран е денеска еден од најголемите експерти за селата во Македонија. Знаете што, не би рекол експерт, меѓутоа добар познавач. Нашите села македонски се празни.
Во нашите села македонски нема джагорна деца, нема крштевки, нема свадби. Во нашите села македонски останати се само старците над 80 години, кои што веќе го чекаат тој дел од животот каде што ќе заминат. Колку села вкупно има според вашата проценка, Македонија? Според мојата евиденција до сегашна имаме 1984 села. Официјалните податоци велат нешто помалку. Меѓутоа, според податокот што го водеше познатиот антрополог и географ не само во Македонија, туку и не само во балканските простори, туку широм светот, доктор Митко Панов, кај него има 1740 села. Таа разлика е направена затоа што денеска постојат села како што се Ропотово и Жабјани, се во едно и се заведени како едно село, или еве овдека во градот во Скопје селото Влаје, селото Тарталиџе, веќе тие се градски населби и не гравитираат во руралните региони во Македонија. Денеска кога патувате низ овие географски широчини рурални на Македонија, предпоставувам дека кога ќе дојдете во селата на се и се што сте сведок. Знам дека одите од погреби до венчавки, крштевки, ако такво нешто има, а негдека сте и кум по потреба, па и што се не друго. За жал многу поретко за крштевки. Да, венчавки и крштевки, многу повеќе за параслоси и за погреби. Ми се случи некаде пред 10 години, патувавме со мојот колега Лука Суша во едно убаво живописно село, селото Беловодица, кое што се наоѓа веднаш под превојот Плетвар, непосредно до селото Плетвар, и дојдовме овој да снимаме. Кога влеговме пред селото, патот се делеше во две насоки. Додека се доумевме кој правец да го кој пат да го фатите, за да спасаме на орчига на селото, излезе една бабичка и рече: "Што толку рано дојдовте?" Мојот колега Лука Суша носеше брада и денеска носи, мислејќи дека е свештеникот, рече: "Што барате толку рано, покојниот не е донесен." И веќе знаевме каде да одиме, и кога отидовме таму, имаше 10 селани, тие што бе престаратите, и ние им помогнавме. Дори бевме тука и кога се овој покојникот беше погребан и се напивме и чашка раки за душа. Каснаме овој малце лепче за душа и така. Ден пред Света Марена, во раните утрински сати, од Прилеп преку Битола, Ресен, по магистралата Ресен, Царев двор, граничен премин Стење, Туминец, тргнавме кај нашинците во селото Туминец. Продукцијата Маријов филм се наоѓа во Мала Преспа, поточно речено во општината Пустец во Република Албанија. Од овде, од селото Туминец, го започнуваме новиот документарен серијал со работен наслов "Македонците во општина Пустец". Овдека почнуваме, како што реков, го започнуваме новиот серијал од селото Туминец, каде што по покана на мештаните до ова село, продукцијата Маријов филм, ете со моите соработници Димче Ковиловски, Драги Миновски и Димитрije Димешки сте гости во селото Туминец на селската слава, поточно кажено на манастирската слава Света Марина, каде што, како што реков, од овде, од ова село, го започнуваме новиот серијал по работен наслов "Македонците во општина Пустец", каде што во ова општина се наоѓаат 9 села. Едно од 9 села кои што се наоѓа во Република Албанија, во општината Пустец и селото Туминец. Селото Туминец се наоѓа десно од мојата страна, а позади мене е Пресланското езеро, а лево од мене се наоѓа планината Галичица, каде што преку ова планина се наоѓа и Охридското езеро. Како што реков, десно од мене се наоѓа селото Туминец. Одиме за селото Туминец да се видам со мештаните, да ми раскажат многу приказни за нивното село, за досегашното историско битисување на селото Туминец. Почитувани мои, да бидам искрен, најпрво пред себе, пред вас, а и пред Бога, пред да дојдам во селово Туминец, неговата околина, неговите соседни села, ги замислував дека тоа сето е пуста пустелија. Села, како од оние нашиве, заборавениве. Села со неколку жители, со понекој старец, села со паднати кујчи, плевни, обраснати дворови со трња и капени. Очекував да го видам Туминец од времето на владењето на Енвер Хоџа, арно ама старинскиот ликот на селото Туминец одамна беше заменет со новата современа западна архитектура, со убави кујчи,
уредени дворови, распослани покрај преспанските езерски води, полно село со народ, село со градски карактер, на кое можат да му позавидат приградските и градските населби и во Република Македонија. Почитувани мои, предлагам преку објективот на камерата и вие да се уверите во убавината и на овој дел од етничка Македонија во продолжение на оваа репортажа. Гледајте и уживајте. Не можам, а да не споменам два настани, кои што никогаш мислиш ни во животот нема да ги заборавам. Во манастирот Богородица во селото Новаци, бевме во два наврати на самиот празник, или во очи на празникот, како се вели тоа, значи празникот е на 21 септември, ние на 20 отидовме да направиме, се разбира, репортажа, каде што јас бев воодушевен од многобројноста на луѓето пред се од објектот, од храмот, нали, се работи за еден модерен, еден современ, еден храм, меѓутоа и уреденоста на околината на тој манастир е за воодушевување. Меѓутоа, впечатокот го надополнија многобројните гости присутни од сите возрасти, би рекол, значи се работеше за, да не претерам, соидадници луѓе кои што присуствуваа на тој свечен чин, а посебно, кој што се стави акцент на тој настан во два наврати, рекол во тие два наврати, беше градоначалникот Лазар Котевски, затоа што се сеќавам дека на тие двата храма кога бевме, беше убаво времето кога појдовме, меѓутоа подосна врнеше силен дожд. И сега сите ние гости што бевме таму, с кои како се снаоѓавме, некои влегува внатре во црквата, некои имаше таму одредени шатори, настречници и така натаму. Меѓутоа знаете како по тие настречници, колку и да се криете, сепак од некаде ќе ве допати дождот, односно капењето тие шатори. Меѓутоа не може да верувате дека градоначалникот на општина Новаци, Лазар Котевски, со часови, значи дождот без разлика со каков силен интензитет врнеше, остана тука на самиот дожд. Мислам дека е тоа за почит и за респект, кој што уште повеќе им даваше елан, кога градоначалникот е тука, значи и другите луѓе да останат и да го издржат тој дожд, кој што јас дожд и го посакувам, да речем, како и сите ние велиме тие многу пати дека обично дождот е дар од Бога. И испаѓа дека во тие два наврати ние бевме, да речам, удостоени од Господ, ете така, да заврне таков дожд и да уживаме не само во убавините на манастирот, и покрај тоа што се накисниме, наводенивме, меѓутоа мислам дека и другите луѓе уживаат во таа гледка на тоа дождливо време. Се наоѓам во некогашното село Мелница, а родното село на Стале Попов. Ова одека што е позади мене се остатоците од неговата родна куќа. Дојдов тука во ова село да ја видам куќата кај што се родил Стале Попов и да видам дел од селото кој што според пишаните документи е раселено во 1902 година. Овдека се уште живее човекот Стале Попов, кој што ги остави во аманет неговите романи Крпен живот, Кале Шанџа, Толе Паша, Шачир Војвода, Опасна печалба и се разбира познатиот Маријовец и Трпео. Тие романи ги имам овдека во моите раце што ги држам, а ги оставил за аманет да ги прочитаат овие романи, затоа што овие романи што тој ги напишал е дел од историјата, од вистинската историја на Маријовци, на Маријово, на Маријовци кои што се дел од македонскиот народ, на Маријовци кои што се македонци, кои што живеат на ова парче земја, кој што од памтивека се нарекува Македонија. Јас сакам да истргнам една случка, ако може така да се каже. Пред неколку години кога бевме на 2 август, при што и тоа да напоменам дека ние редовно имаме почит и респект и према коњаниците,
ги посетуваме и ги удостојуваме со нашето присуство и од кои што исто така сме секогаш срдечно дочекувани. Се работи за едни млади претежни луѓе, ентузијасти кои што си ја сакаат својата земја, си го сакаат својот народ, си ја сакаат својата држава, ги почитуваат јунаците и хероите кои што ги даде своите животи за Македонија и патуваат тие со коњите со денови и ноќи, би кажал, и потоа поминуваат на едно дефиле пред споменикот на Мечкин камен. И по разговорот наш со нив, да речем нашата посета, после посетата со коњаниците, отидовме кон споменикот Македониум, а го правевме тоа во еден момент се, нали, да речем така, тој термин беше во оној момент кога требаше да дојде председателот на државата Ѓорѓе Иванов и нормално дека во таква ситуација има протоколи, има почитување на мислам обезбедување и така натаму. Меѓутоа на наше големо задоволство целокупното обезбедување не прифати и ни отвори, да речам, пат кон споменикот Македониум, каде што ние сакавме да го снимиме споменикот Македониум, меѓутоа и целокупниот тој настан кој што се случуваше таму и на наше големо задоволство и ние влеговме по церемонијата која што беше обавена со излагањето на председател Ѓорѓе Иванов, да му дадеме почит на да кажем на првиот председател на Крушевската република, на Никола Карев. Би сакал да споменам и еден настан за кој што јас и не сум многу убеден колку е запозната нашата јавност, дека 1918 година во септември 2018 година, значи во септември се навршија 100 години од пробивањето на македонскиот, односно на Солунскиот фронт. И тука морам да потенцирам дека на моје големо задоволство, благодарение на продукцијата Марио Филм, ете ми се укаже шанса да отидам таму, на местото каде што се водела таа војна, 1918 година. И заедно со многу мина ентузијасти, да речам, и љубители на нашата историја, нашето македонско поднебје, меѓутоа и во присуство на гости од Франција и од Република Србија, па да речем една позамашна бројка од околу 200-300 луѓе може би имаше со джипови. Поминавме еден долг пат од селото Новаци, тргнавме заедно сите со теренски возила, отидовме на самиот фронт и ни беше презентирано од личности, од кустоси, од историчари кои што ја познаваат таа работа многу повеќе од нас, каде се водела војната, на кој дел. И дури да ви кажам дека рововите кои што биле копани, каде што биле укопувани, нали, борците кои што се бореле, се уште има остатоци од нив. И дури да ви кажам, најдовме и чаури од испукани куршуми, кое што е навистина реткост после 100 години вие да најдете остатоци од фронтот кој што се одвил тука на тој терен, на тој простор. Селото Добровени е едно од многуте револуционерни села во Битолскиот округ, во Битолскиот револуционерен округ од 1903 година. Овдека во атарот на црквата Свети Димитрија се наоѓаат светските гробишта. Меѓу овие светски гробишта се наоѓаат и овие гробишта каде што почиваат многу знаени, незнаени и линденци од тој временски период. Ова е таа заедничка гробница на борците кои што без разлика на која борбена единица се наоѓале на Македонскиот фронт, за кој што претходно зборуваше професорот. Професоре, таа е заедничка гробница? Да, ова е таа заедничка гробница и погоре има уште една таква алејака што се заградени загинатите војници во Првата светска војна на боиштето на овој терен. Претежно тоа е тука на завојот на Црна река, инаку ние се наоѓаме во стварност одма над самиот завој на Црна река. А таа другата гробница се наоѓа... Другата гробница е нешто погоре од нас, да, и таа е 100 Предлагам да пишете минете, ќе може? Да, ќе може да. Ќе додадам дека овдека во овие две гробници се наоѓаат, се разбира, и наши македонци, кои што во 1914 до 1917 година биле мобилизирани без разлика во која борбена единица се наоѓале. Сепак да им дадеме почит и на тие наши македонци кои што паднале, погинале за слободата на оваа Македонија денешна. И често пати јас му поставам прашање, ти патуваш 30 години низ Македонија, имаш снимено безброј места, значи безброј, да речем, многу бројни емисии,
Дали ги чуваш тие материјали сите како документи? Неговиот одговор беше дека се чувам. Дали може тие патешествија кои што ги споменува во неговите емисии, бидејќи обично неговите емисии почнуваат со моето патешествие ме донесе денес во тоа и тоа село. Значи тие негови документарни записи, тие негови патешествија да ги пренесе во пишана форма, односно да издаде книги кои што исто така ќе останат во неговата во богатата ризница на продукцијата Маријово филм, меѓутоа и ќе ги красат витрините како на нашите библиотеки во нашава земја, така и библиотеките на многу луѓе кои што ќе имаат чест и можност да ги добијат тие книги. Тој веќе размислувал на таа тема и за брзо време, со голем труд и со некојте себично залагање, значи издаде 2 книги, од кои првата книга беше Маријово жива историја и која што навистина насловот одговара на оно што е пишано во книгата, бидејќи јас книгата ја прочитав во целост и исто така, значи имав јас чест да бидам првиот добитник со посвета на оваа книга Маријово филм. Маријово жива историја книгата, значи на оригинален, да речам во стилот на Стале Попов, да не речам, значи се представени, па да не речам најголем дел од сите случаи и настани кои се случувале во нашето славно Маријово. Меѓутоа, морам да истакнам дека посебно внимание ми привлече насловот на последното поглавје во моето Маријово. Од тоа ќе ви прочитам дел. Драги браќа и сестри, овде во манастирскиот двор, во нашиот Трпчев манастир, во Божиот храм, кој го носи името на светите апостоли Петар и Павле, денес на овој светол празник, сакам да ви кажам дека наш гостин, кој речиси 20 години повеќе од нас, домородните маријовци, е присутен во нашето Маријово, дозволете ми, во името на Стале Попов, Кале Шанџа, Толе Паша, Шакир Војвода, Трајко Кралот, Ѓорџи Лажот, Ѓорџи Сугарев, дедо Кољо Добровенски, Чучук Митра, во името на водачот на првата христијанска буна на Балканот, Маријовскиот земски кмет Димитрije Сталев, на неговите соборци Јаков и Мате Никола, Стојан Пејо, Васил Петко, Ристо Најдов, во името на преостанатите жители на Маријово, Стојко Ристевски ми ја даде копијата од оригиналниот турски ферман. Срцето ќе ми излезеше од возбуда, навистина не очекував вакво мајтапење, условно кажано, од моите маријовци. Во него пишуваше: Зоран Костевски од денеска е дел од маријовскиот хас, што е запишан во турскиот ферман на султанот Селим III во 1565 година со важност од 12 јули 2018 година, потврдено од Општенародниот собор, подпишано од манастирскиот одбор на Трпчевиот манастир. Дебрца штом свратиш, моје дете мило, ќе научиш како по борбите било. Како сиве села изгорени биле, а и многу мајки во црно се свиле. Кутри партизани секој трет ден јале, а и многу од нив животот го дале. Ќе ти кажат овде многу доброволци, уште како деца постанале борци. Се зборува уште во секое село, се бореле тие бестрашно и смело. Затоа се вели, Дебрца е славна, грешка сторил Хитлер, зашто вамо мавна. Па војската која Дебрца ја прати, не успеа жива назад да ја врати. Нема место вамо за турчин фашиста, Дебрца е славна како солза чиста.
Ете, на ова паднина овдека, на Славе планина, на самиот врв на Слави планина, дојдов овдека, каде што се наоѓа спомено бележјето, каде што овдека е формиран првиот батальон Мирче Ацев во 1943 година, поточно речено првата воена организирана формација, батальон Мирче Ацев, каде што овде околу мене се наоѓаат и шапланиниците, тројчата шапланици кои што до ден денеска го чуваат ова спомено бележје. Лево од мене е шапланинката Мара, десно од мене е шапланинецот Гушо и Лапо. Ете, ме причека, се поздравивме со нив и тие рекоа да пратиш еден абер, еден поздрав до сите наши македонци, каде и тие да се наоѓаат, било во Македонија, било во Егејскиот, Пиринскиот, било во Австралија, Америка, Канада, ширум Европа, да дојдат во Македонија, да дојдат во нивните родни села, во нивните родни огништа, да ги отклучат оние стари зареđени катанци, да го распламтат огнот, да ја распламтат жарта, кој што со децении тлее под пепелта, ами да дојдат овдека во Караорман, да дојдат овдека во Славе планина, да дојдат овдека во Слана Дебарца, да одадат почит на партизаните, овдека, каде што пред 70 кусур години е формирана, како што напомнав, првата организирана воена формација, тоа е батальонот Мирче Ацев. Првиот примерок од книгата Славна Дебраца на изгасната огништа од авторот Зоран Костевски Шваца го добив јас на моје големо задоволство. И да бидам искрен, дека книгата ја читав и ја прочитав со големо задоволство и дознав и многу работи за кои што можеби никогаш немаше да дознам, ниту сум дознал во текот на моето школување. Меѓутоа, без да ми биде забележано од оваа книга, посебно ми го привлече вниманието насловот на поглавието од Дебрца до Дијарбекир, односно приказната која што Јордан Јанески пред 20 на години на мојот пријател Зоран Костевски Шваца му ја раскажал директно од прва рака. И јас ќе се обидам еве дел од таа приказна да ви прочитам. Елбети Зоране, сега ќе ти ја раскажам приказната што јас ја запаметив за Дијарбекир, што пред гостите што беа дојдени во нашата куќа, а меѓу доденците беа Петре М. Андреевски и Бранко Гапо, за Анастасија Зимен. И јас, што току за Ергенет, од дедо Крсте Иванов Наумов, роден од селото Врбјани, кој тој во тоа време врвеше 83 години. Јас сум Наумов Иванов Крсте, 83 ги наполнив пред Ѓурѓевденов. Од селото Врбјани сум, Охридска околија. Сеја ќе раскажам една приказна што сум ја пател, што сум бил и сум дошол здрав и жив. Ова не е лага. Ова е што сум го трпел самиот. Од историјата е ова, наша македонска. Вака раскажуваше Крсте Наумов, Бог да му душа прости, како младо ергенче, и сега се сеќавам на него, кој оддесно седеше до татка начело на трпезата. Започна со приказната Јордан Јанески. Една моја препорака, бидејќи книгава ја прочитав од првата до последната страна, е сите оние кои сакаат да ги дознаат случувањата и настаните во Славна Дебрца, да ја земат оваа книга Славна Дебрца на изгаснати огништа, да ја прочитаат
и да дознаат, ако не за сите настани кои се случувале низ историјата на народот во овој славен македонски крај, барем дел од тие настани да ги осознаат, читајќи ја оваа прекрасна книга, овој прекрасен роман. За секоја професија треба да се има дарба. Дарбата е дарена од Бога. Така и мојата професија, новинарството. Не ни намислував дека ќе бидам новинар, под навод кажано како што тоа умееше да го каже мојот уредник Иван Андреевски Мачето, селски новинар. Не се срамам да ги собујам чевлите и да ги облечам селските опинци и да талкам и да шетам по македонските села. Се гордеам што ете 30 години патувам низ Македонија. Се гордеам што ете реки си влегов во дел од 2000 села во Република Македонија, поточно кажано 1617 села. Се гордеам што ете 30 години патувам пак ќе речам низ Македонија, каде што мештаните до овие села ми раскажа многу приказни, а дел од тие приказни ги преточи во документарниот серијал Заборавени, а сето ова го правев и се уште ќе го правам заедно со мојот тим на Маријова филм, се додека Господ ми даде здравје со една цел, сите овие документарни записи и овие романи што се издадени и се уште што чекаат да бидат издадени, ги оставам на генерациите наши македонци кои што ќе доаѓаат по нас, за да оставиме траги на ова парче земја кое што памти века се нарекува Македонија и народот кој што со векови живее овде на ово место македонски.